Верувам дека голем дел од нас наоѓаат барем некакво задоволство во тоа што го работат. Но мислам дека понекогаш не обрнуваме внимание на која е вредноста на тоа што го правиме, односно за кого пишуваме софтвер. Во сите оние дискусии за програмски јазици, фреймворкс, libraries и нашите лични преференции, понекогаш знаеме да изгубиме перспектива за кого всушност го правиме тоа што го правиме. Со ова, не сакам да кажам дека дискусиите за алатките што ги користиме немаат вредност. Најчесто подобри алатки произведуваат подобри резултати, субјективно е сепак, но разликите се обично маргинални. Тоа што ќе го напишете во PHP или Ruby или Node или Python, најверојатно ништо нема да му смени на корисникот. Кавеат, освен ако клиентите не ви се програмери. Во тој случај сочувствувам со среќа. Мислам дека сме една од најлошите публики и клиенти easy. Тема сама по себе и секако тема за друг пат. Побитно, вашиот избор на јазик и технологија ма баш ништо нема да му смени на тој што ќе клика од другата страна. Битните метрики за корисникот се дали работи, дали го решава проблемот и дали изгледа разумно добро. Баш и ме гале дали сте го пишувале во Next, Nuxt, Laravel или што и да е фреймворк еквивалент во COBOL, ако го има воопшто. Мислам дека нашата примарна функција како професионалци што креираат софтвер е да решаваме проблеми за корисниците на тој софтвер. До решавањето на проблемите што софтверот ги има зацртано да ги реши, произведувате вредност за корисниците, како што некои менаџери тоа сакаат да го запакуваат. Кодот е метод, односно алатка со која се стигнува до таа вредност. Значи, решавање проблеми еднакво на вредност, код е алатката за решавање на проблеми. И ова супер звучи на хартија и е точно гледано од птичја перспектива. Кога ќе навлеземе малку подлабоко, нештата стануваат малку замрсени. Денеска ќе се обидам целата дискусија за вредност да ја поминам низ една полуконструирана приказна, базирана на мои претходни искуства и вистински настани. И патем, like and subscribe. Хајде да почнеме со теоретски life cycle на не толку теоретскиот софтверски продукт. Сите корелации со вистински настани личности се нели случајни. Под претпоставка дека имаме цел за како ќе изгледа тоа што сакаме да го создадеме, почнуваме со стек. Се одлучуваме за некаков процес или методологија на работа, чисто за да знаеме до каде сме. До тука вредноста е очигледна. Имаме идеја од една страна, сакаме да создадеме софтверски продукт од истата идеја што ќе решава конкретен проблем. Во меѓувреме, се договараме за до кога треба да произведеме MVP, односно minimum viable продукт, чисто за да имаме што да покажеме на клиенти, потенцијални клиенти. Арно, ама пијата касна 4 недели затоа што некој решил дека се живо ќе биде микросервис, зашто нели треба да се скалира. Не дека е проблем за сега, нели, немаме и клиенти, ама ете, утре ќе имаме милиони. И за да се стигне нормално за MVP-то, одиме на Smoke and Mirrors варијанта, каде што куп комплексни калкулации фрламе на фронтенд, што нели добра идеја, за да покажеме што се може софтверот пред клиентите. Ама како што повеќето сигурно знаете, многу привремени решенија има тенденција да калцифицираат во постојаност. И така, нашиот продукт првпат доживува tech debt. Решението што е sticks and duct tape фигуративно не е оддржливо и неверојатно има куп дупки од сигурносна гледна точка. Сепак, клиентот гледа вредност, продуктот му се допаѓа и продолжуваме понатаму. Нормално, tech debt-от не се средува веднаш, не е приоритет. Нели, работи. Нема везе што правиме супер комплексна математика на фронтенд, па после тоа децималите од калкулацијата се чуваат директ во база. А да, зборуваме за апликација што меѓу другото работи со пари. Неколку месеци подоцна сме пред лонч. Ситуацијата е горе-долу иста. Piling tech debt што упорно го игнорираме. Малку се премисливме со микросервисите и сега имаме микросервиси плюс монолити што живеат посебно. Не сме ни сигурни зашто ги имаме, ама ете. Неколку спринтови подоцна доцниме веќе со пуштање на продукција затоа што купот на tech debt успорува се живо. Комплексен. Често и заборава што се случува со кодот што самиот си го напишал, затоа што се фрлале нови привремени решенија врз веќе постоечките привремени решенија. Нели, зашто вредност? Арно, ама веќе во оваа точка во циклусот имам еден огромен проблем. Решавањето на проблеми за клиенти е се поспоро и како резултат вредноста што ја произведуваме се намалува. Во овие ситуации често одлучувачите, како и да ги нарекуваме по титула,
одлучуваат дека е време да се преговара за рефакторинг. Тука сакам да нагласам за зборот преговари и погрешноста на користењето. Без да навлегувам во неубавите детали, би сакал само да ви известам дека менталитетот ако најмиме 9 мајки да родат едно дете за месец, се уште е alive and well. Прашање од типот на што ако најмиме уште двајца, што ако ви дадеме 2 недели помалце, што ако се поделиме по тимови, не му помагаат на никого. Ако помисливте дека го третирам проблемов еднострано, грешите. Причината заради која сме тука е очигледниот недостаток на пушбек од страна на тие што го работат софтверот, имено ние програмерите. Ако не направивме куп tech debt, побрзо ќе ги решававме денешните проблеми. 9 мајки сепак не раѓаат дете за еден месец, колку и да сака. Дополнително тоа што сме заглавени каде што сме е заради тоа што нели произведуваме вредност. Сарказмот на страна, ова не значи дека и самите ние како програмери не создаваме tech debt. Совршено сме способни за тоа и самите. Ама како што стојат работите, многу често се случува од крпење. И вредност, да не ја забораваме вредност. На крајот од оваа приказна, нашиот теоретски продукт пропаѓа бидејќи сме биле премногу спори. Крајот може, а и не мора да вклучува видео Theory-Eyed CEO, беа популарни едно време. Но таа спорост ја произведовме самите. Парадоксално, нели? Прашањето само се поставува: можеме ли подобро? Мислам дека да. На прво место не бидете обседнати со алатките до толку. Користете го тоа што функционира за вас. Не е религија и апсолутно не мора да ви е личен идентитет. Второ, примарната функција ви е да решавате проблеми со помош на изработка на софтвер. Обидете се да бидете блиску до реалниот проблем за да можете да го разберете. Ова не е секогаш возможно, но мислам дека вреди да се избориш за тоа. И трето, кога нешто е технички лошо и гледате дека станува полошо, игнорирање и климање со глава, being a yes person, нема да го направи подобро. Бидете експлицитни за последиците. Обидете се да ги искомуницирате на нетехнички начин со кадар што не е технички, за да им станат очигледни проблемите што ќе ги искусите по пат. Во суштина tech debt како израз им не значи многу. Сепак, ништо од ова не гарантира успех, но помага за да стигнеме до успешен продукт. И срекни корисници што навистина гледаат вредност во тоа што го имате изработено. Ви благодарам за прегледот. Однапред ви благодарам за секој лайк, сабскрајб и споделување. Се гледаме во понеделник.